Добар ден, почитувани. Тенко, многу тенко. Денес видовме како изгледа човек кој лаже, кој не ја говори вистината. Како изгледа човек кој дополнително заглибува во сопствената кал, а нема одговор за авантата од 7 милиони. Рашковски не одговори на прашањето што значи Leonardo will win, како што даде одговор на letter of award. Господине Рашковски, многу сте јасен во снимката која ја слушнавме во медиумите кога велите. Leonardo will win. Господине Рашковски, ова индицира дека апла местите кој треба да го добие тендерот. Денес е јасно дека Драги Рашковски преговарал во својство на лице задолжено од премиерот Зоран Заев. Денес се дозна нарачката зад која стои скандалозниот тендер и лично господинот Заев. Имаше и признание дека Чепуновски не потпишал законски тендер за кој постои сомневање за криминал. Туку тоа го направиле лица од актуелната власт. Договорот е склучен на 14 декември 2018 година, кога премиер е Зоран Заев, а Драги Рашковски е генерален секретар на владата на Република Македонија. Рашковски не одговори на следново. Кога ќе си даде оставка? Како главен преговарач со МНАФ, ќе превземе ли одговорност за инцидентот кога 2 лета од интернационални летови минатиот септември ќе направиле судар над македонското небо? Како е можно да биде доделен тендер на компанија со истечена тендерска документација? Го повлековте ли, господине Рашковски, заклучокот на владата за кој председателот на МНАФ ви укажува дека е спорен? Кои закони и подзаконски акти Сугарески, неговиот шеф на кабинет, ги испратиле во собранието за изменување и што се требаше да се смени за да можете да го доделите тендерот на фирмата која ја посакувате? Зошто го криете од компаниите учеснички на тендерот наодот на Бирото за судски вештачења? Почитувани, денеска уште еднаш Рашковски покажа и ја докажа поврзаноста помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и јавното обвинителство. Рашковски кажа дека ВМРО ДПМНЕ нема поднесено кривична пријава во обвинителството. Па се прашувам како Рашковски ги има овие информации, што ВМРО ДПМНЕ ги има или ги нема поднесено? Дали, господине Рашковски, јавното обвинителство ви реферира вам и на вашиот шеф Зоран Заев? Господине Рашковски, наместо да се расправате со новинари по пресконференција од позиција на моќ, треба веднаш да си поднесете неотповиклива оставка, која ќе биде знак за вашата морална одговорност. Дополнително очекуваме од јавното обвинителство да побара притвор за вас, како би се отклониле сите опасности од ваше неприсуство пред органите на прогонот. И за крај лично обраќање до мојот колега Драги Рашковски. Колега, вашето обраќање до мене, како ваша колешка од правниот факултет, е неиздржано, бидејќи вие од мене барате да ви се извинам јавно за да не ме тужите. Колега, вие можете слободно да ме тужите. Јас не се плашам од вашите закани. Во Македонија, според Уставот, важи презумпција на невиност. Не се плашете да докажете што и како сте правеле вршејќи јавна функција пред надлежните и истражните органи. Мојата цел е да се избориме за правна држава, а главниот постулат на моето политичко действување не е желбата за пари и власт, туку за спроведување на економска лустрација со која ќе добиеме, колега, конечно шанса да побараме прием во европското семејство. Ви благодарам на вниманието.